Професоре, во последно време е зголемен бројот на самоубиствата во Македонија. На што се должи сето тоа? Во последно време. Откако е човек, самоубиствата, историјата вели на медицината дека биле познати, меѓутоа навистина со одредени трансформации на друштвата стануваат се почести. Прво мора да признаеме дека Македонија е земја која спаѓа во групата со најниска стапка на самоубиствата. Има една интернационална поделба на ризикот од самоубиства и на фреквенцијата на самоубиствата. Тоа е, ако е стапката под 10, тоа е значи земја со ниска стапка на самоубиства. Стапката на самоубиства се рачуна 1 на 100.000. Кој ќе кажете 5, тоа значи 5 на 100.000. Стапката на самоубиства се движеше некаде од 3 пред 40-50 години до 5,5-6 пред 35 години кога докторирав на самоубиство, кога беше стапката меѓу 5 и 6 на 100.000, и денеска која се движи веќе 8-9, значи она веќе оди со една еволуција. Порано велевме меѓу 5 и 7 тоа е природна еволуција, сега веќе оди со една побрза еволуција, со тенденција да се искачи над 10 во средно ниските стапки, меѓу 10 и 15, 15 и 20 стапката веќе е тоа висока, и над 20 тоа е многу висока стапка, над 30 екстремно висока. Во последно време се подзасилени, секој ден имаме самоубиства во Тетово, Гостивар. На што се должи оваа карактеристика баш овој регион? Добро, ја би поставил за контрапрашање, можеби за 3 недели па ќе нема, па таа стапка ќе се изедначи, бидејќи социолошките и психопатолошките испитувања кажуваат дека во одредени земји нема такви варијации. Сега овој месец 7 и не може другиот месец има 7, меѓутоа може, ако е почеста, стапката од 8-8,5, колку што незванично беше минатата година, да скокне на 9-9,5. Што не значи дека ако сме се уште во ниска стапка, што не значи дека нешто алармира, дека нешто се случува со луѓето, односно се случува со општеството. Бидејќи по дефиниција самоубиството е социопатолошка и психопатолошка појава. Социопатолошка. Значи ненормална на нормалниот развој на друштвото, ненормално на психологото. Па еве ќе објаснам. Социопатолошка појава се случува во ова друштво, сега зборуваме на овој терен, бидејќи не држиме предавања за самоубиството. Се случуваат такви трансформации, што се познати под името транзиција, веќе стануваат досадни во овие 20 години, ние сме по транзиција, кои навистина се алармантни, брзи, агресивни при структурирање на општеството, во кои психолошкиот живот на човекот, личноста на човекот не може да се адаптира. Може би ова ако се случуваше 100 години, како во западните земји, ќе се адаптираше. И таму имаше стапка многу висока, полека се адаптира и седат на одредена висока стапка, а кај нас од ниска стапка одиме веќе кон средно ниска стапка, бидејќи се случуваат такви појави кои што ретко може. Видите, имаме криза во економијата. Имаме криза во меѓучовечките релации. Нема човек пациент кој не вели, веќе немаме комуникација никој со никого, секој живи за себе. Имам чувство дека се случува запад едно време кога велевме, некој ако падне на улица, друг не истрчува да му помогне, го гледа сопствениот живот. Околу нас сме сведоци дека секој ден се затвараат магазини, дуќани. Безработицата е изразито голема и се залажуваме со тоа што имаме
50.000 студенти, 100.000 студенти и 200.000 нека имаме студенти. Тоа го речева само за 3 години во статистика. Бидејќи не ќе може ова општество со овој технолошки развој да прими 50.000 високо квалификувани дипломци и она за чудо сите магистри на наука. И еве еден случај, вчера дојде еден кој ќе магистрира и на нашиот државен универзитет, бар така ми рече, од молба до градежна дозвола. Па бидејќи пред неколку дена вадев градежна дозвола, значи јас требаше да направам докторат, да го видам сето тоа. Да, ама тој и како доктор на науки, може би ќе продава сувенири, као магистар продава сувенири. Сака да докторира, веројатно може да ќе се препознае во мојата изјава ако случајно гледа. Али сето тоа е страшно. Дали е зголемен бројот на пациентите и на антидепресивите кои што се користат во државата? Не да е зголемен. Рапидно се менува инциденцијата на расстройствата. Тешките психотични расстройства што ги познава векот, како шизофренија и така натаму, останува до одреден инциденца. Меѓутоа, паничните расстройства, анксиозно, депресивните расстройства, па тие се веќе 80-85% од ординацијата на еден лекар кој работи поликлинички, па ако сакате и стационарно. Не можете да сватите дека клиника со 20 места прима 15 шизофрении. Шизофрениите си останува на тоа ниво по статистиката. Се менуваат овие анксиозни депресивни. А само, да не побегнеме од темата, успешното самоубиство, успешно го делам од оние обиди за самоубиство, кај што е само еден повик, еден аларм, дека со нешто се случува во мене, помагајте ми. Успешното самоубиство 60% е поврзано со депресијата. Ама не со генетската депресија, ендогената. И со екзистенцијалната депресија, тие така наречените порано реактивни депресии, ситуациони депресии и анксиозности. И во еден момент, човекот се наоѓа во една тешка психолошка криза, предизвикана од мноштво сега социопатолошки или социолошки појави, социопатолошки безработица. Па сега, ако по уставот на секога е загарантирано право да работи, онда безработицата е социопатолошка појава. Неможност за формирање семејства. Не гледате дека 30 годишњаци не сакаат да формираат семејство. Апсолутно. Мир, кохезија. А само кохезионо семејство е еден од најаките превентивни фактори. Се распаѓаат. Вчера, мислам дека акцентирано беше од печатот дека 260 и толку илјади веќе ни се надвор. Страшно. Па ја и немам веќе ни мајка, татко кои немаат некој заминато надвор и кои се во депресија поради губитокот на детето и така натаму, а тие пак надвор се наоѓаат, немојте да мислите дека мет и млеко. Се наоѓаат во тешки ситуациони состојби, па дури не може да ја лечат и депресијата поради немање осигурање и скапотија да одат на лекар. И ќе дојдат тука, ќе поседат така и влегуваат во тешка депресија и самоубиството. Кај албанската популација беше... Да, пошто така ми рековте Гостивар Рететово, читам во новини, бидејќи семејството беше страшно кохезионо, еден татко, тој има право да одлучува со животот семејствата кој ќе работи така натаму, и најниска стапка на целиот овој регион го имаше Косово. Меѓутоа и таму доаѓа до одредени преструктурирања и до распад на семејствата и отаму и таму се наоѓаат во тешки економски кризи, бидејќи е Запад во економска криза, а они беа 70% на Запад печалбари. Немојте, ние го имавме зборот многу убав. Печалбари сега веќе велиме емигранти. Печалбари. Пеа песните за бродот кој заминуваше, сега ни плачат родителите. Во мојата близина, дел од семејството, поблиску подалечно,
80% се останати овде без деца, децата надвор, мислат дека се среќни децата таму заработуваат, а во душата се многу тешки. Распад на семејство, тешки социопатолошки транзициони појави, политички препукувања. Се тоа се рефлектира. Се рефлектира на нашата личност, на нашата психа и еден ден влегуваме во една анксиозно-депресивна состојба, каде во светот на нашите патолошки мисли, самоубиството ни се наметнува како единствен излаз од оваа ситуација. Знаете, исто како да се наоѓате во тунел. Нема излаз. Дали антидепресивите се излез од ваквата ситуација? Па видите вака сега, антидепресивите. Излез од оваа ситуација е превенција на самоубиството. Ние 80-тите години, кога стапката беше 15, имавме 10 пати, нека ми извинат помладите колеги, 10 пати, 50 пати поорганизирана стапка, имавме центри со телефон во кризни состојби, меѓутоа како одеше општеството, велеше никој ништо не сме наградени, друштвото, не од сега, да не речем нешто политички зборувам, од памти век не водеше сметка. А само да ви кажам, од времето на развојот на цивилизацијата, друштвото имало најрепресивни погледи према самоубиството, најказниви, бидејќи се интересирало за својот поединец. Да не го изгубат поединецот, им требал за војска, за освојувања. Во овој момент, со ваква организација на здравството, без превенција на анксиозно-депресивните состојби, прашањето дали антидепресивите не решаваат душохемија, решаваат добриот збор, добрата диагностика, и ако е диагностиката во смерот на депресиите, антидепресивите. А да ве прашам вас, не мора да сте психијатар. А ако околу вас социолошките појави се на дно, имам ли ја шанса како психијатар, па дури да сум психијатар на клиниката кај што бев цело време и директор и професор, имам ли шанса да пратам социјален работник кај вас и нешто да поправам во вашата социјална и економска положба? И одиме на запад, велат на запад, да, ама на запад, пред центрите за ментално здравје, ве чекаат десетици коли со социјални работници, психолози, кои што почнуваат да решаваат наменча кризата. Професоре, ви благодарам за разговорот.